Благодараме, Вита. Добар ден на сите. На почеток сакав да го поздравам говорот на новоизбраниот гувернер на Народната банка, Димитар Богов. Во светот кога обично гувернерот, особено и во Америка, ќе каже нешто, секој збор му го мерат и пазарот многу реагира, кај нас е пазарот мал и обично слабо реагира нели на пораките на гувернерот, меѓутоа сметам дека доста смирувачки и доста стабилни пораки се испратени и верувам дека тоа ќе придонесе за добра клима во наредниот период. Како вовед во нели дискусијата би сакала да се поттикне дискусијата, да кажам неколку моменти што практично го одбележа овој период, за да се каже нели пазарот на капитал сегашност и иднина. Значи, оваа годишна конференција на македонската бирза минува во знак на многу политички, а помалку економски настани, но перцепцијата е дека ниту економските, ниту политичките настани не влијат во голема мера на пазарот на капитал кај нас. Тој не е целосно изолиран од случувањата на светски, како и на домашен и политички економски план, но анализите покажуваат дека не може да се изведе констатација дека бирзата значајно реагира, затоа што некој пат има сосема испротивни, дури контроверзни трендови на раст во услови на регионален пат на индексите или обратно, а такви трендови има и во однос на политичките настани. Но ако не може да се изведе заклучок за доследност во реагирањето на пазарот на капитал, сосема сигурно може да се констатира дека постои одредено ниво на незадоволство од динамиката на развој и раст на бирзата, а тоа впрочем и самиот директор во воведниот говор го кажа. Иако во првата декада беше проблем да се донесат компании на котација и единствено топлификација фигурираше на официјалниот пазар со години, сега откако компаниите дојдоа подолго време нема нова понуда на акции, не се развиени инвестицијските инструменти како корпоративни обврзници, едноставно постои една статус-кво ситуација или стагнација во развојот. Анализата на тоа каде бил и кои се потенцијалите да се развива пазарот на капитал е доста комплексна, особено во последните години откако се преклопија неколку фактори. Тоа беше глобалната економска криза, стапи на сила одначувањето на капиталната добивка по неколку годишно одложување и се повлекува во голема мера странските играчи на бирзата, што беа присутни нели 2007-2008. Веројатно овде е местото и сега е многу потребна се отвори дискусија каде инвеститорите, науката и брокерите и инвестицијските советници ги гледаат причините за оваа состојба на своевидна стагнација, како и за предностите и потенцијалот за развој на пазарот на капитал. Но вреди се посочат како вовед и поттик во дискусија и неколкуте клучни моменти што ќе останат забележани во историјата на бирзата како значајни на патот на незиниот развој. Првиот момент беше задолжителната котација, кога во 2001 година компаниите што ги исполнуваа определените услови беа принудени практично да се најдат на официјалниот пазар. И тоа беше политичка одлука преточена во закон, но се покажа како значаен поттик во услови кога голем дел од компаниите со страв гледаа на котацијата и тоа беше соочување со ново искуство од кој однапред не ги знаеа ефектите. Тој поттик предизвика зголемена понуда, тргување и значајно раздвижување на пазарот на капитал, со што се направи значаен исчекор напред. Вториот момент, исто така како резултат на политичка волја, беше ослободувањето од данокот на капитална добивка за да се поттикне поголема динамика во тргувањето со акции. И тој поттик исто така се покажа добар во тој момент и ги даде посакуваните ефекти. Потоа во годините на инвестицијски бум во светот и кај нас, бирзата, како што знаете, стана екстра популарно место за вложување на слободниот капитал на граѓаните, при што настана дури и некритичко инвестирање и учество на голем број неедуцирани инвеститори, а од друга страна се уште не беше развиена и промовирана професијата инвестицијски советници, така што пазарот се наруши и едуцираните инвеститори со право се плашеа од однесувањето на неедуцираните, кои без да ги разберат закономерностите на пазарот на капитал некритички очекуваа само практично добивка. Кога на светот пак му тргна лошо и секна побарувачката, а заигра мечката, дојде до пат на цената на акциите, при што многумина граѓани констатираа дека треба залудно да го вратат земениот кредит во банка без никаков профит за возврат. Тој пат на цената на акциите беше страшен за многумина граѓани, но можеби здрав процес за да се искристализира пазарот на инвеститори и добра поука како е најдобро со вишокот капитал да се менаџира, односно да се разгледаат сите можности и инструменти за негово оплодување со тоа што би се направил баланс помеѓу заработката и сигурноста, односно намалување на ризикот. На глобално ниво сега е период на закрупнување и има повторно големи предизвици во однос на решавањето на проблемот со растот на цените на нафтата и храната и финансиската стабилност, особено кај развиените економии.
на светските берзи. Влијание имаат и политичките настани и природните катастрофи, но генерално економскиот тренд се гледа како позитивен. Позитивни случувања има и на регионалниот пазар на капитал. Последните месеци од минатата година ги одбележа аквизицијата на Делта Макси маркетите од страна на белгиската Белис Груп, што освен профит е и одличен сигнал за останатите инвеститори да изградат позитивна перцепција за регионот, а во тој контекст на регионална присутност и Македонија има можност да се избори со своја понуда. Од тука сега се гледа моментот кога на македонската берза е потребен одново поттик за нов исчекор. Кон расти, веројатно во дискусиите е корисно да се чуе кои би биле начините тоа да се случи. Ако се земе предвид претходното искуство, размислувањето околу можните решенија оди во насока да се работи на зголемување на понудата, така што целокупното портфолио би станало поатрактивно како за домашните, така и за странските инвеститори, а тоа може да се случи ако на котација се појават нови компании и свежи акции. Тоа исто така ќе мотивира страната на побарувачката, иако според сите инвестиции советници понудата на акции и сега е атрактивна со оглед на тоа што многу од акциите се сметаат за потценети и вредат практично повеќе од сегашната номинална вредност. Но на луѓето што раководат со берзата останува обрската за промоција на условите за котација, обуки за учесниците на пазарот на капитал, но сега може би е вистински момент кога институциите на државата кои се креатори на целокупниот амбиент може да дадат нова поддршка за да се поттикне поголема динамика на инвестирање и еден нов циклус на развој на берзата. Во ведниот говор директорот и потенцираше практично некои решенија, па може да се слуша и од дискутантите кои се размислувањата за тоа. Би го поканила Кирил Савевски, професорот од Американ Коледж, околу понудените решенија и кои се пречките сега да се раздвижи пазарот на капитал во овие услови. Благодарам. Значи, нова конференција, сакам да се заблагодарам на довербата што ми даде Македонска берза, да го искажам својот став во однос на пазарот на капитал. Јас сум представник на Американ Коледж, но овде ќе изнесам своје мислење, кој што не мора секогаш да биде исто со ставот на мојот факултет. Освен на Американ Коледж, јас на оваа берза настапувам како инвеститор од 2003 година, активно. Исто така сум овластен ревизор, така да познам уште една друга категорија на оваа приказна. Имав зад себе една година искуство, не баш многу позитивно, го водев фондот Сава Инвест, кој како што знаете веќе е затворен. И како професор кој што предава финанси, на овој начин ја заокружувам приказната и стручноста во однос на пазарот на капитал. Сепак, водејќи се дел од правилата кои што јас ги почитувам кога тргувам за себе и кои што би ги препорачал на секој инвеститор, тоа се некои правила од Wall Street кои што велат дека, кои што се универзални, дека вложувањето на во хартија од вредност всушност треба да го правите со пари кои што во моментот или во следните неколку години не ви се потребни. Тоа не значи дека вие парите што ги имате треба залудно да ги потрошите и да ги изгубите, туку секако вие чекате одреден принос од сето тоа. Од прилика 3 години е вистинскиот резултат кој што една компанија ќе покаже дали вашата инвестиција во неја е добра или не. Понатаму постои уште едно правило кој што вели дека секој купување во хартија од вредност од една компанија со вашите пари кои што ќе бидете малцински акционер, пред да го направите тоа, треба да се запрашате дали сакате да бидете генерален директор или доминантен собственик на таа компанија. Доколку одговорот е не, тогаш нема потреба да купувате хартија од вредност. За жал, многу малце луѓе се водат од овие претпоставки, многу малце луѓе ги почитуваат овие правила и исто така, за жал, многу од тие луѓе се доминантите инвеститори на македонската берза. Во отсуство на институционални инвеститори, индивидуалните инвеститори се оние кои што се доминанти на македонската берза. Често пати се водат од незнаење, нестручност, нереални очекувања, менталитет типичен за балканците, очекување кои што значи дека ако вложам 100 ќе си купам, не знам, 1000 евра ќе си купам стан, ако вложам 500 евра ќе си купам кола, тоа на берзата го нема. Единствен регион на кој што се користи терминот играм на берза е овој нашиот. Значи, на берза не се игра, туку на берза се вложува стручно, паметно и разумно.
се разбира и умерено. Од она што го гледаме како понуда на македонската берза, почитуваниот директор кажа дека има 33 мислам дека компании кои што се на официјалниот пазар, кои што се на официјалниот пазар, а вкупно 150 се кои што имаат обврски за известување. Верувајте дека од 2005 година ги гледам сите компании кои што рапортираат на страната на Комисијата за хартија од вредност. Ако отвориме сега страната, ќе видиме дека повеќе од пола немаат никакво известување неколку години. Ако видиме од тие пола, јас ви гарантирам дека барем за 30% од нив не сме ни чули. Имате компании кои што веќе не постојат, а се уште имаат обврска за известување. На официјалниот пазар од 33 компании, мислам дека од преку 50% од нив не би купил акции ни со 80% дисконт. Почитувајќи ги моите правила на инвестирање. Она што е останато, навистина вреди многу, навистина е добро и мислам дека имаме добри репрезенти на пазарот на капитал кои што може да бидат атрактивни за инвеститорите. Но за жал се малку и тука ќе биде една од мојата препорака да тој број се зголеми, да тој број се да останатите компании се мотивираат да дојдат да бидат атрактивни за сите инвеститори. Само сакам да прашам дали има некој представник на Комисијата за хартија од вредност? Да прашам втор пат, дали има некој представник на Комисијата? Пошто и по третото прашување претпоставам дека нема да има. Она што сакам да го препорачам, најмалку, она што сакам да го препорачам како да се развие берзата. Најмалку можам да му го препорачам на самата институција македонската берза, бидејќи на некој начин нејзините раце и полиња за маневар не се толку широки. Другите институции, значи самата комисија, се разбира и државата треба да имаат доминантна работа и улога во решавање на овие проблеми. За жал, ова исто како да имаме финале на национален куп, а никој од фудбалската федерација да не е присутен. И тоа е голема замерка од моја страна. Сепак треба да ги чујат и добрите и лошите работи од стручната и од професионалната јавност во Република Македонија. Она што е интересно за самата берза. Берзата е двонасочна улица. До 2007 јас мислев дека има само една насока, а тоа е нагоре. Дали ќе биде двонасочна улица или ќе биде лифт, сега е надоле, а за жал сега сме некаде заглавени меѓу втори и трети спрат и не функционираме. Една од начините да тоа се одглави е токму ангажман на комисијата и токму ангажман на државата. По повеќе аспекти. Пред се, мотивирање на компаниите да бидат котирани. Мотивирање да дојдат нови субјекти на македонската берза. Ако мене ме прашате, јас би декотирал се и една по една би ги котирал во следните 6 месеци. Има многу компании кои што се добри, пред се во индивидуална собственост, но доаѓа до некоја фаза каде што дефинитивно ќе им треба нов прилив на капитал, поготово што се жалат дека нивните банки не може да ги следат. Ако вие не можете на банка да убедите да ви даде пари, затоа што обично банките ги гледаат слабостите, мислам дека на пазарот на капитал тоа може некој да го искористи како можност и навистина да дојдат компаниите да котираат, да направат нови емисии на акции и да станат атрактивни за инвеститорите.